Младата Нела, наша гостинка и представничка на дискиот Евросонг со чудо, кое што веруваме дека токму такво чудо ќе се случи и на европската сцена, поточно на сцената во Грузија. А ние продолжуваме со уште една најава на интересна изложба, особено веројатно привлечно или примамливо за оние кои што ги следат уметничките настани и случувања, културно-уметничките или изложбите и се воодушевуваат на уметноста. Станува збор за мултимедијална изложба Гличец во Центар Јадро, ама повеќе за ова во продолжение од Марија. Марија, поздрав уште ден. Втор поздрав и до вас, токму така во второто вклучување на лица место ќе ви ја прикажеме изложбата која што се отвори на 26 овој месец. Станува збор за мултимедијалната изложба насловена Гличец. Именно уметницата која што ја отвори, односно ја постави самата изложба, главна инспирација беше за сите нејзини лични искуства и предизвици со кои се соочувала со репродуктивното здравје. Што поточно ни кажува оваа изложба и што посетителите, каква порака посетителите треба да извлечат токму од посета на оваа изложба. Во продолжение слушаме од уметницата Сонја Ставрова, но ќе напомена нешто повеќе и другата моја гостинка Тијана Ана Спасовска, која што е коавтор на оваа изложба. Да ви посакам добро утро на двете. Најпрво овој разговор ќе го започнеме со Сонја Ставрова, која што ја постави оваа изложба, кога повторно би го поменувале целиот процес од болката до исцелувањето. Кој момент би го издвоиле како најтежок за документирање и потоа претварање на истиот во уметност? Добро утро. Па вака, мислам дека немав толку потешкоти околу тоа како имав повеќе потешкоти околу кои моменти ќе ги оставам, односно да не се трудев да не изоставам ниту еден дел од целото искуство и повеќе се фокусирав на тоа како ќе ги прикажам тие ситуации, за да може да се пренесе пораката чиста и да стигне до публиката многу полесна за читање, затоа што сепак нели се работи за визуелна порака која што треба да биде читка за пошироката публика, затоа што тоа е главната цел на оваа изложба, односно да биде активистичка и да едуцира. Кажете ми, што се може да се види на оваа изложба и што символизира секое парче кое што е поставено тука, без разлика дали станува збор за фотографии или пак предметите кои што се поставени тука? Вака, оваа изложба е составена од фотографии, од инсталации, исто така и од видеа и од поезија. За поезијата е на Тијана. Така што може да се види целото моје искуство, целото патување низ целиот процес на предоперација, односно на соочување со диагнозата, после тоа периодот на операција и заздравување на женското тело. Значи е представено овде дека женското тело како едно несовршенство кое што во суштина навистина е, а не е, например, ставено во контекст како што се општествените очекувања, односно да се поистоветува жената, да речеме, само со домашните обврски или пак со некоја совршеност која што постојано ние се трудиме да ја достигнеме за да бидеме допаднати. Сега овдека имаме исто така и моменти на агресија, моменти на кревкост, моменти на тага, моменти на едно распаѓање и повторно соединување на женското тело кое што на вистина жената проаѓа низ сите тие процеси, а многу ретко во јавниот простор е присутна оваа тема и затоа со Тијана решивме да ја отвориме темата, затоа што главната цел на оваа изложба е да ја покрене свеста за заштита на женското репродуктивно здравје. Значи, апсолутно треба да се едуцираат и жените, но во исто време и мажите. Оваа изложба, иако е розева и така потсеќа повеќе на некаква нежност, апсолутно е отворена исто така и за мажите, затоа што апсолутно се важни во заштита на репродуктивното здравје на жената.
Напоминавте дека со оваа изложба фактички целта е да се покрене свесноста за важноста и за грижата на репродуктивното женско здравје. На самото отварање на изложбата и ПИЕВ веќе неколку денови е отворена. Дали посетителите доаѓаат, ве прашуваат нешто повеќе околу овие теми, односно се интересираат на некој начин да научат повеќе и за нивното репродуктивно здравје? Па да, многу се радувам дека пораката беше сватена од повеќето од посетителите. Тоа беше и мојата главна цел, така што многу сум среќна за тој момент. Ме прашуваат, но и повеќе зборуваат, затоа што многу голем дел од жените веќе го имаат пројдено нештото, а многу ретко биле во ситуација каде што се нашле во простор кој што ги ослободува да зборуваат за овие проблематики. Пред да преминеме на мојата друга гостинка, уште едно кратко прашање. Дали со поставување на оваа изложба и доловување на таа поента да се покрене јавната свест, на некој начин е олеснување, среќа или пак на некој начин повторно доаѓа таа болка, тага, тој тежок период, дали повторно поменувавте низ него кога создававте оваа изложба? Па да, апсолутно, значи има и ослободување и поминување повторно, односно враќање кон тие емоции. Апсолутно си измешани емоциите. Не можам да кажам дека само едно нешто почувствував. Дефинитивно ми се случи огромно ослободување, но исто така и навраќање на тие емоции. Силен чекор е да се премена кон ова, да се направи една ваква изложба за другите жени да се едуцираат во однос на нивното репродуктивно здравје и можеби да се снајдат подобро во некои работи, односно да спречат нешто отколку да лечат, а со оваа изложба верувам дека вие го покренавте тоа. Ви благодарам многу за одвоеното време и што ние жените имаме можност да учиме од едни вакви изложби. Фала ви вас на поканата и фала ви што сте отворени за овие теми да се најдат во јавниот простор. Благодарам уште еднаш. Овој разговор ќе го продолжиме со мојата друга гостинка. Станува збор за коавторката Тијана Ана Спасовска. Најпрво ќе започнеме со упатството кое што сакавме да го прикажеме уште на самиот почеток, имено секој посетител кој што ќе дојде тука може да си земе упатство и да прочита поточно за што станува збор, односно за каква изложба станува збор. Може ли конкретно да ни појасните што пишува во него? Па да, ова упатство беше едно креативно решение, бидејќи најчесто изложбите имаат каталози, бидејќи на оваа изложба естетскиот аспект не е главниот аспект, туку е оној кој што треба да не освести и да ја пренесе пораката, и затоа решивме да изгледа како упатство за лекови. Упатството е кратко и не толку ја доловува изложбата, како што пробува нас да не ослободи, да се доближиме на темата, да бидеме храбри и да побараме да разговараме со луѓето во нашата околина или можеби со психолог, доколку имаме сериозна потреба за тоа. Многу ретко луѓето се осудуваат да разговараат на теми кои што се често сметани за табу. Ова е една од тие теми и за тоа сакаме да ги поттикнеме луѓето да разговараат, да не се срамат, да побараат помош, бидејќи колку и да е груб и ладен светот, сепак има некои простори и кругови на поддршка, а ние целиме да создадеме еден таков простор. Како коавтор, како пристапивте кон толку интимен и ранлив материјал? Па секој од нас има различни проблеми со кои што се соочува. Ова не е мојот проблем, ова е проблемот на Сонја, но за мене беше огромен предизвик да пробам да погледнам низ нејзините очи, да замислам како било да бидеш во нејзиното тело и заеднички некако да ја создадеме цела оваа приказна. Беше прекрасно, бидејќи со Сонја лесно се работи, она е многу отворена и храбра и за добрите и за лошите работи, и тоа овозможува полесно и за мене да подобро да пристапам на темата, да научам, да пробам да развијам емпатија, солидарност, и мислам дека тоа е уствари потребно не само во уметноста, туку општо денес во општеството малку да бидеме похрабри, но и поемпатично од другата страна да се прифаќаат пораките, наместо да се зема со осуда, предрасуди или нешто слично. Токму и тоа сакав да ве прашам, откако работите како коавтор на оваа изложба, колку на некој начин го смени вашето размислување за вашето репродуктивно здравје и општо за другите жени?
Па јас сум била доста информирана од секогаш, но никогаш не сум имала волку близок контакт и никогаш моја блиска особа вака детално не ми објаснила со некои предизвици. Дефинитивно не сум имала представа како државата и системот ги третираат овие теми, бидејќи не сум морала да поминам низ дел од овие работи. Тоа е едноставно поразително за сите нас. Јасно ни е, ама кога вака лично, интимно некој ќе ти го раскаже, уште пострашно звучи. И тоа беше за мене еден момент на освестување. Уште, мислам, секако знаев дека е битно и затоа и се нафативме од почеток заедно да работиме, но условите во кои што жените денес се трудат, нели, да оздрават или да победат одреден предизвик се навистина поразителни и се надеваме дека оваа изложба меѓу другото ќе поткрени поширока свесност не само во луѓето во културата, туку и пошироко во општеството, каде што можеби на некој ќе му текне да ги подобри условите во болниците, во здравствениот систем генерално. Ви благодарам многу за одвоеното време и навистина ми беше драго што имавме можност да им представиме на нашите гледачи за каква изложба станува збор, но најмногу за изложба која што е од едукативен карактер. Фала ви на вас. Благодарам уште еднаш. Говоревме за изложбата Гличаст, која што е отворена во културниот центар Јадро до 29 овој месец. Препорачуваме до вас да дојдете да видите за каква изложба станува збор, со оглед на тоа дека станува збор за едукација на жените, за да се грижат многу повеќе за нивното женско репродуктивно здравје.